На патот Штип-Радовиш, во близина на Штипската дестилерија, камерата на Ирис регистрираше прегазен чакал. На лице место излезе и ловното здружение Ловец. Ова диво животно кај нас, според официјалните податоци, го нема уште од 60-тите години. Вистина е дека повеќе години, значи овој вид на дивеч не е сретнат кај нас. Последните информации ги имаме дека негде 60-61 година, последниот примерок е виден во атарот на Дојран. Од тогаш на наваму, значи, не е приметено. Меѓутоа, последните година-две, веќе имаме информација од нашите членови дека на теренот сретнуваат некој вид дивеч што е многу сличен на волк, меѓутоа помал. Од тие причини минатата година се ангажиравме малку повеќе и извршивме отстрел на еден примерок, со кој што веќе докажуваме дека чакалот е присутен на нашите терени. Врз основа на тој отстрел побарано е од Министерство за екологија да изврши впишување на овој вид на дивеч во Законот за лов, да го прогласи за штетен дивеч и доколку е можно да се обезбеди и одреден износ на награда. Јованов нагласува дека чакалот е штетен дивеч, функционирач оперативно и посебно го напаѓа ситниот дивеч. Зборуваме за многу штетен дивеч, зборуваме за предатор кој што се наоѓа негде помеѓу лисицата и волкот. Предатор кој што е интелигентен колку волкот, а се размножува како лисицата, функционира оперативно на теренот и веќе приметуваме штети кај сточарството, а богами помеѓу двете пребројување и намалување на бројната состојба на зајачкиот дивеч. Од контактите на Штипското ловно здружение со ловните друштва од другите општини евидентна е појавата на чакалот на територијата на Република Македонија. Ова животно во соседството се наоѓа на листата на штетниот дивеч, па затоа потребата да се стави и во Македонија во редот на штетниот дивеч за отстрел не е за игнорирање, потенцира секретарот на ловното здружение Ловец.